Председателот Доналд Трамп изјави дека американското напуштање на договорот со кој се забранува Соединетите држави и Русија да поседуваат, произведуваат и тестираат крстосувачки проектили со нуклеарни боеви глави, кои имаат дострел од 500 до 5.500 километри, било предизвикано од руските потези. Russia has violated the agreement. They've been violating it for many years, and I don't know why President Obama didn't negotiate or pull out. Ваквата одлука остро беше критикувана од руските официјални представници. Според нив тоа представува уште еден опасен чекор на американската администрација, каков што и претходното повлекување на Вашингтон од нуклеарниот договор со Иран. Реакция уже была на это еще. В прошлом году президент сказал, что если такое решение будет со стороны Соединенных Штатов, ответ будет зеркальный. Поэтому, то есть нет. Путин во минатиот декември го обвини Вашингтон дека сака да се повлече од договорот за нуклеарните сили на среден дострел. Речь идет, скажем, событий, касающихся в Европе, речь идет именно о наступательной инфраструктуре, которая там создается. Причем речь идет о нарушениях со стороны Соединенных Штатов положения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. Договорот беше подпишан од тогашниот советски лидер Михаил Горбачов и поранешниот американски председател Роналд Реган. Во првата реакција на најновиот потек на Вашингтон, Горбачов изјави: Я думаю, что самые сейчас исчерпывающие, и я полностью разделяю мнение, высказанное на эту тему президентом Путиним. Соединетите држави уште во јули 2014 година ја обвинија Русија за кршење на условите од договорот. Москва ги негираше обвинувањата, нарекувајќи ги дел од антируската кампања што ја води Вашингтон во врска со украинската криза. Оттогаш Москва и Вашингтон постојано меѓусебно се обвинуваат за кршење на договорот.